Главниот јавен обвинител Љупчо Коцевски соопшти дека се води предистражна постапка против лица вработени во УЈП, а на некој начин поврзани со предметот по случајот со пожарот во дискотеката во Кучани. Јавноста беше запознаена дека се водеше предистражна постапка за лица вработени во управата за јавни приходи. Приведени се околу 10 лица и се вршат претреси на лицата опфатени со кривичната пријава. Во овој момент можам да кажам само дека се работи за вработени во управата за јавни приходи. За кривични дела допрва ќе видиме. Првичните сознанија се дека се работи за кривичните дела злоупотреба на службената положба и овластување, како и примање и давање мито, рече Коцевски. Тој посточи дека се работи за постапка поврзана со предметот за Кучани, како и дека за дел од приведените се доставени соодветни електронски комуникации и пораки. Главниот јавен обвинител уште еднаш истакна дека во моментов не може да соопшти за кои лица се работи, дека јавноста ќе биде запознаена откако ќе се земат генералиите, а за мерките што ќе бидат предложени против приведените, ќе биде донесена одлука откако ќе бидат земени изјави од приведените. За предметот рече дека ќе се води во обвинителството во Кучани, со оглед на тоа што тоа е подрачјето на извршувањето на евентуалното кривично дело. Минималните трошоци на едно семејство во ноември изнесуваат 65.173 денари, со изнаемен стан од 60 квадрати, 80.548 денари. Податоците на Сојузот на синдикати, која изработува синдикалната минимална кошница, покажуваат дека за храна и пијалаци се потребни 23.534 денари, а за режијски трошоци 6.130 денари. Во споредба со октомври, кога за минимални месечни трошоци биле потребни 65.544 денари, има намалување од 371 денар. Високата представничка на Европската Унија за надворешна политика и безбедност Каја Калас изјави дека секој план за ставање крај на војната во Украина ќе има потреба од поддршка од Киев и Брисел. Она што ние како европејци отсекогаш сме го поддржувале и долготраен и праведен мир, ги поздравуваме сите напори за постигнување на истиот. Секако, за да функционира секој план, потребни се украинци и европејци, изјави Калас пред новинарите по пристигнувањето на состанокот на министрите за надворешни работи на Европската Унија во Брисел. Од друга страна, представничката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова изјави дека Украина не исполнува ниту еден од критериумите за пристапување кон Европската Унија. Мислам дека на луѓето кои знаат како функционира Европска Унија и според кои критериуми земјите стануваат членки, им е апсолутно јасно дека Украина не исполнува ниту еден од поставените критериуми. Според неа, приемот на Украина во Европската Унија е потребен не на обичните граѓани на Унијата, туку на европските бирократи, кои спроведуваат политика без да ги земат предвид интересите на земјите членки. Додадете ја на тоа тешката состојба на европската економија, економијата на Европската Унија и ќе го добиете соодветниот резултат, заклучи Захарова. Денес Западот ги игнорира заклучоците од Нирнберг и лекциите од Втората светска војна, изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, обвинувајќи ја меѓународната заедница дека се обидува да ја препише историјата, особено во однос на Украина. Постојат цинични обиди да се препише историјата, да се омаловажи одлучувачката улога на народите на Советскиот сојуз и Црвената армија во поразот на нацистичка Германија, да се оправдаат нацистите и нивните послушници и да се изедначат окупаторите со ослободителите. Ова е најочигледно денес во Украина, каде што како резултат на државниот удар подржан од НАТО во 2014 година, сили обседнати со омраза кон се што е поврзано со Русија и ја презедоа власта, рече Лавров. Рускиот министер ја даде оваа изјава во видео обраќање до учесниците на меѓународниот научен и практичен форум без застареност Нирнберг 80 години. До недела ќе се задржи променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Денес и утре наместа врнежите ќе бидат побилни локално во форма на невреме, со засилен ветер и појава на грмежи. Во недела, поради продор на постудена воздушна маса на повисоките планини, врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Во понеделник и вторник утринските температури значително ќе опаднат. Во Скопје до недела ќе се задржи променливо облачно време,
со повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. Утре во делови од котлината врнежите ќе бидат поројни и пообилни со услови за ретки грмежи.